Ова е што добија во наследство Израелевите синови во Хананската земја, што им разделија во наследство свештеникот Елеазар и Исус синот Навинов и главатарите на семејствата на израелските племиња. Наследството го разделија со ждрепка, како што Господ одреди преку Мојсеј меѓу 9 племиња и половината од 10-тото племе. Мојсеј им го одреди наследството на 2 племиња и на половината од 10-тото племе од онаа страна на Јордан, а на левитите не им даде наследство меѓу нив, зашто беа 2 племиња на Јосифовите синови, Манасиевото и Ефремовото, а на левитите не им дадоа дел од земјата, туку градови, за престојување и пасишта за нивниот добиток и за нивната стока, како што Господ му заповеда на Мојсеј, така направија израелевите синови при делбата на земјата. Јудините синови пристапија кон Исуса во Галгал, а Халев синот Јефониев, Кенезеец, му рече: ти знаеш што му рече Господ на Мојсеј, на Божиот човек, за мене и за тебе во Кадис Варни. Ми беа 40 години кога Мојсеј, Господовиот слуга, ме испрати од Кадис Варни да ја согледам земјата и му донесов извештај како што најдобро знаев. Браќата кои тргнаа со мене го исплашија срцето на народот, но јас ја вршев волјата на Господа својот Бог. И во тој ден Мојсеј се заколна: земјата по која стапнуваше твојата нога ќе ти припадне тебе и на твоите синови во вечно наследство, зашто ја вршеше волјата на Господа мојот Бог. И гледаш, Господ ме запази во живот, како што рече, веќе поминаа 45 години откако Господ му го вети тоа на Мојсеј, додека Израел уште одеше низ пустината. Сега сум на 85 години, но уште сум и денес силен, како што бев во оној ден кога Мојсеј ме испрати како согледувач. Како некогаш и сега е мојата сила во мене за борба, за да отидам и да се вратам. Дај ми го сега ова горие, што Господ ми го вети во оној ден. Сам чу во оној ден, таму се енакимците, а градовите им се големи и цврсти. Ако е Господ со мене, ќе ги изгонам, како што го вети тоа Господ. Тогаш Исус го благослови. И му го даде на Халева, синот Јефониев, Хеврон во наследство. Хеврон му припадна во наследство на Халев, синот Јефониев, Кенезет, се до денес, зашто Халев ја вршеше волјата на Господа Израелевиот Бог. Хеврон се викаше порано Киријат Арва, а Арва беше голем човек меѓу енакимците. Делот што му припадна на племето на јудините синови според нивните семејства беше кон едомската граница, на југ до Цинската пустина, на крајниот југ, а нивната јужна меѓа одеше од крајот на Соленото море, од заливот што е на југ. Тогаш излегуваше јужно од Акравимското нагорниште, се тегнеше преку Цин и се искачуваше јужно од Кадис Варни, преминуваше преку Есрон, се качуваше кон Адар и оттаму свртуваше кон Карк. Потоа преминуваше преку Аселмон и допираше до Египетскиот поток и најпосле излегуваше на море. Тоа ви е јужната меѓа. Меѓата кон исток беше Соленото море до крајот на Јордан. Северната меѓа почнуваше од Соленото море кај заливот на Јордан. Оттаму меѓата се искачуваше во Ветагла, минуваше северно од Вет Арава, одеше горе на каменот Воана, на Рувимовиот син. Потоа меѓата се креваше од Ахорската долина кон Давира, вртеше на север кон Галгал, што лежи спроти Адумимското нагорниште, јужно од потокот. Меѓата поминуваше натаму кон водите на Ен Семес, па излегуваше кај Ен Рогел. Оттаму преку долината Бен Еном се креваше од југ кон Евуската стрмнина, односно кон Ерусалим. Потоа се искачуваше на врвот на гората, што на запад гледа кон Еном и лежи на северниот крај на долината Рафаим. Од врвот на таа гора меѓата завртуваше кон изворот Нефтој, па излегуваше спроти градовите на гората Ефрон, потоа да сврти кон Вал, потоа кон Киријат Јарим. Од Вал меѓата завиваше на запад кон гората Сир и тогаш поминувајќи северно од гората Јарим, односно Хасалон, се спушташе во Вет Семес, па одеше кон Тамна. Натаму меѓата проложуваше кон северната стрмнина на Акарон, завртуваше кон Сикрон, ги поминуваше висовите на Вал, се тегнеше до Јавнил, за да излезе конечно на море. Западната меѓа е големото море со брегот. Тоа беа земјите на јудините синови наоколу, според нивните семејства. Халев, Ефониевиот син, прими дел меѓу јудините синови, како што Господ му нареди на Исуса. Му ја даде Киријат Арва, главниот град на енаковите синови, Хеврон. Халев истера оттаму 3 енакови синови, Сесај, Ахиман и Талмај, енакови потомци. Оттаму тргна против жителите на Девир, што некогаш се викаше Киријат Сефер. Тогаш Халев рече: кој ќе го покори и ќе го заземе Киријат Сефер?
ќе му ја дам својата керка Ахса за жена. Го зазеде Готонил, синот на Кенеза, брат Халевов, и Халев му ја даде својата керка Ахса за жена. Кога дојде кај мажот, тој ја наговори да побара имот од татка си. Таа слезе од ослето, а Халев ја праша што сакаш. Таа одговори: дај ми благослов, кога ми го даде Негев, дај ми и некои водни извори. И тој и ги даде горните и долните извори. Тоа беше наследството на племето на јудините синови според нивните семејства. Градови мегници на племето на јудините синови вдолж на едомската меѓа беа Кавсеил, Едер, Јагур, Кина, Димона, Адада, Кадес, Асор, Итнан, Зив, Телем, Валот, Нов Асор, Киријат Есрон, односно Асор, Амам, Сама, Молада, Асар Гада, Есемон, Вет Фалет, Асар Суал, Вир Савеа, Визиотија, Вала, Им, Асем, Елтолат, Хесил, Орма, Сиклаг, Мадмана, Сансана, Леваот, Силеим, Аин и Римон, вкупно 29 градови со своите села, во долината Естаол, Сараја, Асна, Заној, Ен Ганим, Тафуј, Инам, Јармут, Одолам, Сохо, Азика, Сагарим, Адитаим, Гедира, Гедиротаим, 14 градови со своите села, Сенан, Адаса, Мигдалгад, Дилан, Миспа, Јоктеил, Лахис, Васкат, Еглон, Хавон, Ламас, Хитлис, Гедирот, Вет Дагон, Нама, Макида, 16 градови со своите села, Ливна, Етер, Асан, Јефта, Асна, Несив, Кеила, Ахзив и Мариса, 9 градови со своите села, Акарон со населбите и своите села, од Акарон па до морето се што се наоѓа покрај Азот со своите села, Азот со населбите и со своите села, Газа со населбите и со своите села до египетскиот поток и до големото море кое е меѓа, а во гората Самир, Јатир, Сохо, Дана, Киријат Сана, тоа е Давир, Анаф, Естемон, Аним, Госен, Олон, Гилон, 11 градови со своите села, Араф, Дума, Есан, Јанум, Вет Тафуј, Афека, Хумата, Киријат Арва, односно Хеврон, Сиор, 9 градови со своите села, Маон, Кармел, Зив, Јута, Језраел, Јоктеам, Заноја, Акаин, Гаваја, Тамна, 10 градови со своите села, Алул, Ветсур, Гедор, Марат, Вет Анот, Елтекон, 6 градови со своите села, Киријат Вал, односно Киријат Јарим, и Рава, 2 града со своите села, во пустината Вет Арава, Мидин, Сехах, Нивсан, Солениот град и Ен Гади, 6 градови со своите села, а ебусејците кои живеа во Ерусалим, јудејците не може да ги истерат. Така останаа јудините синови во Ерусалим се до денес. На Јосифовите синови им припаднаа со ждрепка недвижниот имот од Јордан кај Ерихон, од Ерихонските води на исток па низ пустината кон Ветилската гора, од Ветил до Лус, меѓата продолжуваше низ подрачјето на архијците до Атарот, потоа се спушташе на запад до Јафлетската меѓа, се до долниот Вет Орон и до Гезер, откаде излегуваше на море. Тоа беше наследство на Јосифовите синови Манаси и Ефрем. Подрачјето на Ефремовите синови според нивните семејства беше ова: меѓата на нивното наследство кон исток одеше од Атарот Адар па до горниот Вет Орон, оттаму се тегнеше до морето, одеше на Михметат на север и вртеше натаму на исток кон Танат Силон и поминуваше од источната страна на Јанох. Од Јанох се спушташе во Атарот и Нарат и тогаш допирајќи до Ерихон удираше во Јордан. Од Тафуј меѓата одеше кон запад до потокот Кана па излегуваше на море. Тоа беше наследството на племето на Ефремовите синови според нивните семејства, а Ефремовите синови ги имаа сите тие градови со нивните села и уште одделени градови среде наследството на Манасиевите синови. Ама не успеаја да ги изгонат ханаанците кои живееја во Гезер, така ханаанците останаа меѓу Ефремовите синови до денес, но им беше наметнат данок. Со жребка му падна и делот на Манасиевото племе, зашто Манаси беше Јосифов првенец на Махир. Манасиевиот првенец, Галадовиот татко, тој беше воин, му припаднаа Галат и Васан.
Svoj del dobija i drugите Manasijevi sinovi според своите семејства, синовите Авиезерови, синовите Хелекови, синовите Азрилови, синовите Сихемови, синовите Еферови и синовите Семидини. Тоа се машките потомци на Манаси, Јосифовиот син, според своите семејства. А Салпат, синот Еферов, синот Махиров, синот Манасиев, немаше синови, туку само керки. Еве им ги имињата: Мала, Нуја, Егла, Мелха и Терса. Тие дојдоа пред свештеникот Елеазар и пред Исуса, Навиновиот син, и пред главатарите, говорејќи: Господ му заповеда на Мојсеја да ни се даде и нам наследство меѓу нашите браќа. И им дадоа по Господовата заповед наследство меѓу браќата на нивниот татко. Така му припаднаа 10 делови на Манаси, освен земјата Галатска и Васанска, што се од онаа страна на Јордан. Манасиевите керки добија наследство меѓу своите синови, а Галатската земја им припадна на другите Манасиеви синови. Манасијавата меѓа одеше од Асир до Михмет, што лежи спроти Сихем, а потоа свртуваше десно до жителите на Ен Тафуј. Покрајината Тафуј му припаѓаше на Манаси, но самиот Тафуј на Манасијавата меѓа им припаѓаше на Ефремовите синови. Меѓата влегуваше до потокот Кана, јужно од потокот беа и овие градови што им припаѓаа на Ефремовите синови од Манасијавите градови. А Манасијавата земја се наоѓаше на север и излегуваше на море. Подрачјето на југ му припаѓаше на Ефрем, на север на Манаси, а морето им беше меѓа. На север граничеа со Асир, а на исток со Исахар. На Манаси му припаѓаа во Исахар и во Асир Вет Сан со своите села, Ивлеам со своите села, жителите на Дор со своите села, жителите на Мегид со своите села. И така 3 подрачја, но Манасиевите синови не можеа да ги освојат тие градови и затоа ханаанците останаа во тој крај. Но кога израелевите синови зајакнаа, им наметнаа на ханаанците данок, ама не успеа да ги протераат. Тогаш Јосифовите синови му се обратија на Исуса и прашаа: зошто ни даде во наследство според една ждребка само еден дел кога сме многобројни и Господ не благословуваше до сега? Исус им одговори: штом сте многоброен народ, отидете во горите и расчистете си таму земја во Ферезејската и Рафајската околија, ако ви е претесна Ефремовата гора. А Јосифовите синови рекоа: оваа гора ќе ни биде достапна, а сите ханаанци кои живеат во рамницата имаат железни коли, тие што се во Вет Сан и во нивните села и тие што се во Израелската долина. Тогаш Исус му одговори на Јосифовиот и Ефремовиот и Манасиевиот дом: вие сте многоброен народ и имате голема сила, затоа не ќе добие само една жребка, гората нека биде твоја, ако е со дрва и сечи ги. Па стрмината ќе биде собственост на твојот дом, ќе ги изгониш безбедно ханаанците, иако имаат железни коли, иако се јаки. Се собра заедницата на израелевите синови во Сило и таму го обтегнаа шаторот на средбата, сета земја им се покори, но меѓу израелевите синови останаа уште 7 племиња кои не го примија своето наследство. Тогаш Исус им рече: до кога ќе се двоумите да тргнете и да ја заземете во собствено земјата што ја дава Господ Бог на вашите татковци? Изберете по 3 луѓе од секој племе, а јас ќе ги испратам да ја опишат сета земја за делба. Кога ќе се вратат при мене, ќе ја поделам земјата на 7 делови. Јуда нека остане во своето подрачје на југ, а Јосифовиот дом нека остане на својот крај на север. А вие опишете земјата на 7 делови и донесете ми тука, за да фрлам жребка за вас тука пред Господа нашиот Бог. Левитите не ќе имаат дел меѓу вас, зашто Господовото свештенство е нивно наследство, а Гад, Рувим и половината од Манасиевото племе го примија своето наследство на источната страна на Јордан, она што им го даде Мојсеј Господовиот слуга. Луѓето се подготвија за пат, а Исус им заповеда на оние кои тргнаа да ја опишат земјата: отидете и обиголете ја сета земја и опишете ја. Па тогаш вратете се кај мене за да фрлам жребка тука пред Господа во Сило. Тие луѓе отидоа, поминаа низ земјата и ги запишаа во книга сите градови во 7 делови, па се вратија кај Исуса во логорот во Сило, а Исус фрли за нив жребка во Сило пред Господа и таму им ја раздели Исус земјата на израелевите синови според нивните племенски делови. И жребката му падна на племето на Венијаминовите синови според нивните родови. Се утврди дека нивниот дел е меѓу делото на јудините синови и на Јосифовите синови. Северната меѓа им се тегнеше од Јордан, па излегуваше покрај северната стрмина на Ерихон. Се искачуваше од запад на гората и завршуваше во пустината Вет Авен. Оттаму одеше кон Лус, односно Ветил, потоа се спушташе во атарот Адар покрај брдото што е јужно од долниот Вет Орон. Натаму меѓата завиваше и свршуваше од запад кон југ, од гората што се издига спроти Вет Орон од југ, и завршуваше кај Киријат Вал, денес Киријат Јарим.
град на јудините синови. Тоа е западната страна. Јужната страна почнуваше од границите на Киријат Јарим, па се тегнеше на запад кон изворот Нефтој. Потоа меѓата се спушташе до крајот на гората што е спроти долината на Еномовиот син на север на Рафаимската низина. Потоа слегуваше во долината Еном покрај Јевусејската стрмина и стигаше до изворот Ен Рогил. Потоа свртуваше од север па излегуваше на Ен Семес и го допираше Галилот, што се издига спроти Адумимското нагорниште и слегуваше на каменот Воан, на Рувимовиот син. Потоа поминуваше по стрмината од северната страна на Вет Арава и слегуваше до Арава. Натаму меѓата течеше покрај стрмината Вет Огла кон север и свршуваше на северниот залив на Соленото море до јужниот крај на Јордан. Тоа е јужната меѓа. Јордан пак беше меѓа на источната страна. Тоа е наследството на Венијаминовите синови со нивните меѓи наоколу според нивните семејства. Градовите на племето на Венијаминовите синови според нивните родови се Ерихон, Вет Огла, Емек Кесис, Вет Арава, Семараим, Ветил, Авин, Фара, Офра, Хефар Амона, Офни и Гава, 12 градови со своите села: Гаваон, Рама, Вирот, Миспа, Хефира, Моса, Рекем, Ирфаил, Тарала, Сила, Елеф, Јевус, тоа е Ерусалим, Гават и Киријат, 14 градови со своите села. Тоа е наследството на Венијаминовите синови според нивните родови. Втората жребка излезе за Симеона, за племето на Симеоновите синови, според нивните семејства. Нивното наследство беше среде јудините синови. Им беа доделени како наследство Вир, Савеја, Молада, Асар, Суал, Вала, Асем, Елтолад, Ветул, Орма, Сиклак, Вет Маркавот, Асар Суса, Вет Леваот и Саруен, 13 градови и нивните села, Аин, Ремон, Етер и Ашан, 4 градови и нивните села, и сите населби што се околу тие градови, до Валат, Вира, Раман, Негев. Тоа е наследството на племето на Симеоновите синови според нивните семејства. Наследството на Симеоновите синови беше од делот на јудините синови, зашто делот доделен на јудините синови беше преголем за нив. Затоа Симеоновите синови го добија своето наследство среде нивното наследство. Третата жребка излезе за синовите на Заволуновото племе според нивните семејства. Нивното подрачје стигаше до Сарида, откаде нивната меѓа се искачуваше на запад до Марала. Стигнуваше до Давасет и допираше до потокот што е спроти Јокнеам. Од Сарида меѓата свртуваше кон исток се до меѓата на Кислот Тавор, откаде излегуваше до Даврат и се искачуваше до Јафа. А оттаму одеше пак кон исток до Гита Ефер и до Ита Касин, излегуваше на Ремон и се враќаше до неја. Оттаму свртуваше од север околу Анатон и завршуваше во долината Јефта Ил. Пакатат, Налал, Симрон, Идал и Витлеем, 12 градови со своите села. Тоа беше наследството на Заволуновите синови според нивните семејства, тие градови со нивните села. Четвртата жребка излезе за Исахар, за Исахаровите синови според нивните семејства, а пределот им беше Езраел, Кесулот, Суним, Афераим, Сеон, Анахарат, Равит, Кисион, Авес, Ремет, Ен Ганим, Ен Ада и Вет Фасис. Потоа меѓата допираше до Табор, Сехасим и Вет Семес и излегуваше на Јордан, 16 градови со нивните села. Тоа е наследството на племето на Исахаровите синови според нивните семејства, тие градови со своите села. Петтата жребка излезе за племето на Асировите синови според нивните семејства. Нивната земја беше Хелкат, Али, Ветен, Ахсав, Аламелех, Амат, Мисал. На запад меѓата допираше до Кармел и до Сихот Ливнат. Потоа завртуваше кон сончевиот исток до Вет Дагон и допираше до Завулон и до долината Ефтаил од север, натаму се тегнеше низ Ветемек и Наил, стигнуваше до Хавул одлево, па Хеврон, Реов, Амон и Кана се до големиот Сидон. Тогаш меѓата свртуваше кон Рама и до тврдиот град Тир, па завртуваше кон Оса и излегуваше на море. Ги опфаќаше Махалев, Ахсив, Ама, Афех и Реов, 22 града со нивните села.
Тоа е наследството на племето на Асировите синови според нивните семејства, тие градови и нивните села. Шестата жребка излезе за Нефталимовите синови според нивните семејства. Нивната меѓа оди од Елаф и од Алон во Сананим, од Адами Некева и од Јавнил до Лакум и излегува на Јордан. Потоа меѓата свртува на запад кон Азнот Тавор и се тегне оттаму кон Укок на југ, допира до Завулун, на запад до Асир и до Јуда на исток до Јордан. Утврдени градови беа Сидим, Сер, Амат, Ракат, Хинерот, Адама, Рама, Асор, Кедес, Едреј, Ен Асор, Ирон, Мигдал, Ил, Орем, Вет Анат, Вет Семес, 19 градови со своите села. Тоа е наследството на племето на Нефталимовите синови според нивните семејства, тие градови и нивните села. Седмата жребка излезе за племето на Дановите синови според нивните семејства. Подрачјето на нивното наследство беше Сар, Есаол, Ир Семес, Салавин, Ајалон, Етла, Елон, Тамната, Акарон, Елтекон, Гиветон, Валат, Јут, Вани, Варак, Гат, Римон, Мејаркон и Ракон со подрачјето кон Јопа, ама подрачјето на Дановите синови беше претесно за нив, затоа Дановите синови удрија на Лесем, го освоја и погубија се со силото на мечот и Лесем го нарекоа Дан по името на Дан, својот татко. Тоа е наследството на племето на Дановите синови според нивните семејства, тие градови и нивните села. Кога ја завршија делбата на земјата со жребка и ги утврдија несините меѓи, израелците му дадоа на Исуса, синот Навинов, наследство во своја средина. По Господовата заповед му го дадоа градот што го сакаше за себе, Тамнат Сарах во Ефремовата гора. Тој го утврди градот и се настани во него. Тоа се наследствата што свештеникот Елеазар и Исус синот Навинов и главатарите на израелските племиња ги поделија со жребка меѓу израелските племиња во Сило пред Господа при вратата во шаторот на средбата, така ја завршија делбата на земјата. Господ му рече на Исуса, каже им на израелевите синови и рече им, одредете си за себе градови за солништа за кои што ви зборував преку Мојсеја, за да би таму можел да избега убиец кој ќе убие некого од несакање и за да ви бидат за солништа од крвниот одмазник. Ако убиец избега во некој од тие градови, нека застане пред градската врата и нека им ја изнесе на старешините на тој град својата работа. Тие нека го примат во својот град и нека му одредат место каде ќе престојува меѓу нив. Ако крвниот осветник го гони, не смеат да го предадат убиецот во неговите раце, да на несакање го убил својот ближен, а не од омраза. Убиецот нека остане во тој град се додека не стапи пред судот на заедницата или до смртта на големиот свештеник кој ќе биде во она време. Тогаш убиецот нека се врати и нека отиде во својот град и во својот дом, во градот од кој прибегна. И ги посветија Кадес во Галилеја, во Нефталимовата гора, Сихем во Ефремовата гора, Киријат Арва, односно Хеврон во Јудината гора, одзаде Јордан, источно од Ерихон, ги одредија Фосор во пустината во рамницата на Рувимовото племе, и Рамот во Галат од Гадовото племе, и Голан во Вазон од Манасиевото племе. Тоа беа градовите определени за сите израелци и придоденици, кои престојуваа меѓу нив. Ваму можеше да избега секој кој ќе убиеше неволно друг, да не загине самиот од освестничка рага, додека не излезе на суд пред седницата. Тогаш главатарите на левитските татковски домови појдоа кај свештеникот Елеазар и кај Исуса Навиновиот син и кај племенските главатари на Израел и им рекоа во Сило, во хананската земја, Господ заповеда преку Мојсеја да ни се дадат градови каде ќе живееме и пасишта околу нив за нашиот добиток. Израелците им ги дадоа на левитите од своето наследство според Господовата заповед овие градови со нивните пасишта и така излезе жребка за Каатовото семејство на левитите на потомците на свештеникот Арон. Им припаднаа 30 градови од племињата Јудиното, Симеоновото и Венијаминовото. На другите Каатови синови им припаднаа со жребка според семејствата 10 градови од племињата Ефремовото и Дановото и од половината племе Манасиево. Гирсоновите синови добија според семејствата 13 градови од племињата Исахаровото, Асировото и Нефталимовото.
и од половината племе Манасиево во Васан. На Мерариевите синови според нивните семејства им припаднаа 12 градови од племињата Рувимовото, Гадовото и Зеволуновото. Така израелците со жребка им ги доделија на левитите тие градови со пасиштата како што беше заповедал Господ преку Мојсеја. Од племето на Јудините синови и од племето на Симоновите синови беа доделени овие градови што се спомнуваат по име на Ароновите синови во Каатовите левитски семејства, зашто првата жребка беше за нив. Им припаднаа Киријат Арва, главниот град на Анаковците, односно Хеврон, во Јудината гора со пасиштата наоколу, ама полињата околу тој град со селата наоколу веќе му беа дадени во наследство на Халев, Јефониевиот син. На синовите на свештеникот Арон им припадна градот за солниште Хеврон со пасиштата и Ливна со пасиштата, Јатир со пасиштата, Есте моја со пасиштата, Олон со пасиштата, Давир со пасиштата, Аин со пасиштата, Јута со пасиштата, Веќ Семес со пасиштата и така 9 градови од оние две племија, од Венијаминовото племе, Гаваон со пасиштата, Гавија со пасиштата, Анатот со пасиштата, Алмон со пасиштата и така 4 града. Така свештениците Ароновите синови добија вкупно 13 градови со нивните пасишта. На другите левити со семејствата на Каатовите синови со жребка им припаднаа градовите на Ефремовото племе. Им ги дадоа градот за солниште Сихем со неговите пасишта на Ефремовата гора, потоа Гезер со пасиштата, Кивсаим со пасиштата, Вет Орон со пасиштата, 4 града. Од Дановото племе ги добија Елтекон со пасиштата и Гиветон со пасиштата, Ајалон со пасиштата и Гад Римон со пасиштата, 4 града. Од половината Манасиево племе Танах со пасиштата и Гад Римон со пасиштата, 2 града. Вкупно семејствава на другите Каатови синови добија 10 градови со пасиштата. На Гирсоновите синови, на левитските семејства им ги дадоа од половината Манасиево племе градот за солниште Голан во Васан и Вестера со нивните пасишта, 2 града. Од Исахаровото племе Хисон со пасиштата, Даврот со пасиштата, Јармут со пасиштата и Ен Ганим со пасиштата, 4 града. Од Асировото племе Мисал со пасиштата, Авдон со пасиштата, Хелкат со пасиштата и Реов со пасиштата, 4 града. Од Нефталимовото племе град за солниште Кедес во Галилеја со пасиштата, Амот Дор со пасиштата и Картан со пасиштата, 3 града. Вкупно Гирсонови градови според нивните семејства беа 13 со пасиштата. На семејствата на Мерариевите синови, на левитите што останаа, им ги дадоа од Заволоновото племе Јокнеам со пасиштата, Карта со пасиштата, Димна со пасиштата, Налол со пасиштата, 4 града. Од онаа страна на Јордан, од Рувимовото племе им ги дадоа градот за солниште Восор со пасиштата на пустинската висорамнина, Јаза со пасиштата, Кедимот со пасиштата, Мефат со пасиштата, 4 града. Од Гадовото племе градот за солниште Рамот во Галада со пасиштата, Маханаим со пасиштата, Есевон со пасиштата, Јазир со пасиштата, 4 града. Вкупно им беа доделени со жребка на семејствата на Мерариевите синови, на левитите што останаа 12 градови. Така среде наследството на израелевите синови беа 48 левитски градови со пасиштата. Секој тој град имаше и пасишта наоколу. Така беше со сите спомнати градови. Така Господ им ја даде на израелците сета земја за која се заколна дека ќе им ја даде на нивните татковци. Ја примија во сопственост и се населија во неа. И Господ им даде да се одморат во мир на сите меги, како што им се беше заколнал на нивните татковци. Никој од нивните непријатели не беше способен да им даде отпор. Од сите ветувања што Господ му ги даде на Израелевиот дом, ниедно не остана неисполнето, се исполни. Тогаш Исус Навинов ги свика синовите Рувимови и Гадови и половината од Манасиевото племе и им рече: извршивте се што Мојсей, Господовиот слуга, ви заповеда и ме послушавте во се што ви наредив. Не ги оставивте своите браќа и покрај долгото војување до денешниот ден и ги вршевте верно заповедите на Господа својот Бог. Сега Господ вашиот Бог им даде мир на вашите браќа, како што им беше ветил. Вратете се сега во своите шатори во земјата што ви ја даде Мојсей, Господовиот слуга, во наследство од онаа страна на Јордан. Само внимавајте да ги исполнувате заповедите и законот што ви го даде Мојсей, Господовиот слуга, да го љубите Господа својот Бог, да одите секогаш по неговите патишта, да ги чувате
čuvate неговите заповеди, да се држите покрај него и да му служите со сето срце и сета душа. И Исус ги благослови и ги отпушти, а потоа тие се вратија во своите шатори. Мојсей и беше дал на едната половина од Манасиевото племе наследство во Васан, а на другата половина Исус и го даде среде нивните браќа западно од Јордан, отпуштајќи ги во нивните шатори. Исус ги благослови и им рече: вратете се во своите шатори со големо богатство и со многу добиток, со сребро и со злато, со бронза, со железо и со обреки во изобилство, и поделете го пленот од своите непријатели со своите браќа. Се вратија Рувимовите синови и Гадовите синови и половината од Манасиевото племе. Си отидоа од Израелевите синови во Сило, во Хананската земја, да тргнат за Галатската земја во своето наследство, што го зазедоа како што им заповеда Господ преку Мојсеја. Кога стигнаа до Јорданското подрачје во Хананската земја, Рувимовите синови, Гадовите синови и половината од Манасиевото племе подигнаа жртвеник при Јордан, голем жртвеник што се гледаше оддалеку. Израелците чуја како што се зборува: еве, Рувимовите синови, Гадовите синови и половината од Манасиевото племе подигна жртвеник спроти Хананската земја при Јордан на израелската страна. На тоа се собра сета заедница на Израелите синови во Сило, за да тргнат во бој против нив. Израелците им ги испратија на Рувимовите синови и на Гадовите синови и на половината од Манасиевото племе Финес, синот на свештеникот Елеазар, и со него 10 кнезови, по еден родовски главатар од секој Израелево племе. А секој од нив беше главатар на татковиот дом меѓу илјанници Израелеви семејства. И кога тие дојдоа при Рувимовите синови, при Гадовите синови и при половината од Манасиевото племе во Галатската земја, им рекоа: еве што вели за вас сета Господова земјица, што значи престапот што го правите против Господа, Израелевиот Бог, зашто се одвративте денес од Господа и подигнувајќи жртвеник, зашто се збуните против Господа? Зар не ви е доста злосторот од Фегор, од кого уште не се очистивме до денешен ден и заради кого дојде помор врз Господовата земјица? Ако денес се одвратувате од Господа и ако се буните денес против него, не ќе ли се излее утре неговиот гнев на сета Израелева заедница? Или вие можеби нечиста земјата на вашето наследство, тогаш преминете во земјата на Господовото наследство, во која е Господовото престојувалиште, и земете дел меѓу нас, ама не бунете се против Господа и не бунете се против нас, издигајќи си жртвеник покрај жртвеникот на Господа нашиот Бог. Не направи ли грев сам Ахан, Зариниот син, за Херемот, па гневот падна на сета Израелева заедница? Зар не умре заради својата кривица? Тогаш одговорија Рувимовите синови, Гадовите синови и половината од Манасиевото племе, велејќи им на Израелевите главатари: Бог, Господ Бог, Бог над боговите, Господ знае, Израел знае. Ако тоа беше побуна или престап против Господа, нека ние скрати својата помош денес. Ако го подигнавме жртвеникот за да се одвратиме од Господа и за да принесуваме жртви, паленици, лебни приноци и помирителни жртви, тогаш Господ нека ни суди. Тоа го направивме од грижа и страв и рековме еден ден: вашите синови ќе им речат на нашите: што ви е заедничко со Господа, Израелевиот Бог? Зар Господ Рувимови синови и Гадови синови не ја стави меѓу вас и нас нашата меѓа Јордан? Вие немате дел во Господа, и така вашите синови би можеле да направат нашите синови да се одвратат, па да не го почитуваат Господа. Затоа рековме да подигнеме жртвеник, но не за паленици, ниту за жртви, туку за да биде сведоштво меѓу нас и вас дека сакаме да му служиме на Господа со наши жртви и со наши благодарности, така да не можат никогаш вашите синови да им речат на нашите: немате дел во Господа. Ако некогаш би ни рекле нам и на нашите потомци, би можеле да одговориме: погледајте го обликот на Господовиот жртвеник што го подигаа нашите татковци, не за паленици, ниту за жртви, туку за сведоштво меѓу нас и вас. Ни на крај на паметот не ни е мислата да се буниме против Господа и да се одвратиме од него, подигајќи жртвеник за паленица, за лебни приноси и жртви, освен жртвеникот на Господа нашиот Бог што е пред неговото живеалиште. Кога свештеникот Финес, кнезовите на собирот и главатарите на Израелевите илјади, кои беа со нив, ги чуја зборовите што им ги рекоа Гадовите синови, Рувимовите синови и Манасиевите синови, се смирија. Тогаш свештеникот Финес, синот Елеазаров, им одговори на Рувимовите синови, на Гадовите синови и на Манасиевите синови: сега сознавме дека е Господ меѓу нас, зашто не му изневеривте, така ги запазивте Израелевите синови од Господовата казна. Свештеникот Финес, синот Елеазаров,
и кнезовите си отидоа од Рувимовите синови и Гадовите синови и се вратија од Галатската земја во Хананската кај Израелевите синови и им го кажаа одговорот. На Израелевите синови им беше мил тој одговор го фалеа Бога и се откажаа од наумот да удрат против нив и да ја запустат земјата во која живееа Рувимовите синови и Гадовите синови. Рувимовите синови и Гадовите синови го нарекоа жртвеникот Ед сведоштво, зашто рекоа тоа е сведоштво меѓу нас, Господе Бог. Помина многу денови откако Господ му даде на Израел да се одмори од сите непријатели наоколу. Исус беше остарел, навлегол во години, затоа Исус ги повика сите израелци, старешините, главатарите, судиите и управителите нивни и им рече: остарев и напреднав во години. Вие бевте сведоци на се што Господ вашиот Бог пред ваши очи им направи на сите народи заради вас. Господ вашиот Бог се бореше за вас. Видете, ви ги раздели вам со жребка во наследство на вашите племиња сите народи што останаа и сите оние народи што ги истребив од Јордан до големото море на запад. Господ вашиот Бог сам ќе ги гони пред вас и ќе ги истера од пред вас и ќе ја завладеете нивната земја како што ви вети Господ вашиот Бог. И така бидете постојани и се потврсти во тоа да го пазите и вршите се тоа што е напишано во книгата на Мојсевиот закон и да не отстапете од тоа ни десно ни лево. Не мешајте се со тие народи кои останаа меѓу вас и не спомнувајте ги имињата на нивните богови, ниту се колнете во нив. Не служете им и не клањајте им се, туку држете се до Господа својот Бог, како што правевте до денес. Господ изгони од пред вас големи и силни народи и никој до денес не можеше да устои пред вас. Еден од вас тераше пред себе 1000, зашто Господ вашиот Бог се бореше за вас како што ви вети. Внимателно пазете да го љубите Господа вашиот Бог, зашто се работи за вашиот живот. Зашто ако се одметнете и се долепите до остатокот на оние народи кои останаа меѓу вас и ако се поврзете со нив и се измешате со нив и тие со вас, знајте дека Господ вашиот Бог ќе прекрати и да ги гони тие народи од пред вас. Тие ќе ви станат стапица и мрежа, ќе им бидат бич на вашите слабини и трње во вашите очи, се додека не се иседите од оваа добра земја што ви ја дава Господ вашиот Бог. Еве јас тргнувам денес на пат каде одат сите на земјата. Знајте и признајте со сето свое срце и со сета своја душа. Ниедно од овие ветувања кои ви ги даде Господ вашиот Бог нема да остане неисполнето. И како што ви се исполнило секое ветување што ви го даде Господ вашиот Бог, така Господ ќе исполни секоја закана додека не ве избрише од лицето на оваа добра земја која ви ја даде Господ вашиот Бог. Ако го прекршите сојузот што Господ вашиот Бог го склучи со вас, ако им служите на други богови и им се клањате, ќе избувне Господовиот гнев против вас и скоро ќе ве снема од добрата земја која ви ја даде Господ. Потоа Исус ги собра сите израелеви племиња во Сихем и ги свика израелевите старешини, главатарите, судиите и управителите нивни, и тие застанаа пред Господа. Тогаш Исус му рече на целиот народ: вака вели Господ, Израелевиот Бог, некогаш вашите татковци Тара, Аврамовиот и Нахоровиот татко живееа од онаа страна на реката и им служија на другите богови. Но јас го зедов вашиот татко Авраам од онаа страна на реката и го поминав низ сета ханаанска земја, му го намножив потомството и му го дадов Исака. На Исака му ги дадов Јаков и Исав. На Исав му ја дадов гората Сир во сопственост. Јаков и неговите синови отидоа во Египет. Тогаш ги испратив Мојсей и Јарон и го удрив Египет со казните што ги направив во него и тогаш ве изведов. Ги изведов вашите татковци од Египет и стигнаа на море. Египетците ги гонеа вашите татковци со бојни коли и со конјаници се до Црвеното море. Тогаш извикаа кон Господа и тој развлече густа магла меѓу нив и египетците и ги воведе во морето што ги покри. Видовте со своите очи што им сторив на египетците. Потоа останавте долго време во пустината. После ве воведов во земјата на аморејците кои живеат отаде Јордан. Завојуваа со вас и јас ги предадов во вашите раце. Ја зедовте во наследство нивната земја, зашто јас ги уништив од пред вас. Тогаш се крена Моавскиот цар Валак, синот Сефоров, за да војува со Израел, и тој го повика Валаама, синот Веоров, за да ве проколне. Но јас не бев волен да го послушам Валаама, и тој ве благослови и ве спасив од неговата рака.
Тогаш поминавте преку Јордан и дојдовте во Ерихон. Главатарите на Ерихон поведоа војна против вас, како и аморејците, ферезејците, хананците, хетејците, гергесејците, евејците и јебусејците. Но јас ги предадов во вашите раце. Јас испратив пред вас стршели, кои тераа пред вас два аморејски цареви. Нема што да им благодариш на својот меч, ни на својот лак. Ви дадов земја за која не се трудевте, и градови кои не ги градевте, и се населивте во нив. Ви дадов и лозија и маслинови градини, што не ги садевте, а денес ве хранат. И затоа сега бојте се од Господа и служете му совршено и верно. Отстранете ги боговите на кои им служеа вашите татковци од онаа страна на реката и во Египет, и служете му на Господа. Меѓутоа, ако вам не ви е угодно да му служите на Господа, тогаш денес изберете кому ќе му служите, можеби на боговите кои им служеа вашите татковци од онаа страна на реката, или на боговите на аморејците во чија земја сега престојувате. Јас и мојот дом ќе му служиме на Господа. Народот одговори: далеку нека е од нас да го оставиме Господа, а да му служиме на други богови. Господ нашиот Бог не изведе нас и нашите татковци од Египет, од домот на робувањето, и тој направи пред наши очи големи чудеса и не чуваше по целиот пат по кој одевме и меѓу сите народи низ кои поминувавме. Уште повеќе Господ ги изгони пред нас сите народи и аморејците кои живееа во оваа земја. И ние ќе му служиме на Господа, зашто е тој наш Бог. Тогаш Исус му рече на народот: вие не можете да му служите на Господа, зашто тој е свет Бог, ревнив Бог, кој не може да ги поднесе вашите престапи ни вашите гревови. Ако го оставите Господа за да им служите на тугите богови, ќе се сврти против вас и ќе ве уништи. Откако ви правеше добро, а народот му одговори на Исуса: не, ние ќе му служиме на Господа. На тоа Исус му рече на народот: сами сте сведоци против себе, дека го избравте Господа за да му служите. Му одговорија: сведоци сме. И така, мавнете ги сега тугите богови што се меѓу вас и приклонете ги своите срца кон Господа Израелевиот Бог. Народот му одговори на Исуса: ќе му служиме на Господа својот Бог и ќе го слушаме неговиот глас. Така во тој ден Исус склучи сојуз со народот и му ги утврди одредбата и законот. Тоа беше во Сихем. Исус ги запише тие зборови во книгата на Божјиот закон. Потоа зеде голем камен и го положи таму под дабот, што беше покрај Господовото светилиште. Потоа Исус му рече на сиот народ: ете, овој камен нека ви биде сведок, зашто ги чу зборовите што ги зборуваше Господ. Тој ќе биде сведок за да не му затаите на својот Бог. Тогаш Исус го отпушти народот. Секако во неговото наследство. По овие настани почина Исус Навиновиот син, Господов слуга, на возраст од 110 години. Го погребаа на крајот што го наследи во Тамнат Сарах, во Ефремовата гора, северно од гората Гаш. Израел му служеше на Господа во текот на целиот век на Исуса и во текот на целиот век на старешините кои го надживееја Исуса и кои ги видоа сите дела што ги направи Господ за Израел. Јосифовите коски што израелевите синови ги донесоа со себе од Египет ги закопаа во Сихем, во земјиштето што Јаков го имаше купено од синовите на Емор, Сихемовиот татко, за 100 сребреници и што им припаднаа во наследство на Јосифовите синови. Умре и Елеазар, синот Аронов, и го погребаа во Гибеа, што му припаѓаше на неговиот син Финес, а се наоѓаше во Ефремовата гора.